Измамници од секогаш постоеле и ќе постојат, па затоа е важно да бидеме едуцирани во однос на тоа кога купуваме злато. Многумина од граѓаните знаат че 100 пати да бидат измамени, односно да се здобијат со лажно злато, а секако измамниците да се здобијат со голема добивка. Токму на оваа тема ова утро сме заедно со господин Меджа Дутовски, кој повеќе ќе да едуцира на оваа тема. Добро дојдовте во нашата емисија. Добро утро. И вие добро дојдовте. Кажете ми, дали е возможно да бидеме измамени во златарниците? Види, во златарниците нема шанси. Многу ретко, ако е некој веќе голем... постои можност. Не? Ретко. Многу ретко, тоа нема шанси. Бидејќи, ако земе од мислам од златарница или од било која продавница, се знае кај го има купен. Да. И ќе донесе инспекција, после тоа ќе му се собере, ќе му се земе целиот капитал што му е златото и ќе одговара судски и така. Од каде всушност се тие измамници? Каде го продаваат тоа лажно злато? Тие повише на улица продаваат. Кај ќе нас чекат гужба, се маскираат, се прават дека имат дефект од колата, жена внатре дека ги вади своите златни работи, ги дава, останале дефект, не знам што, и така наседнуваат луѓето, купуваат и доаѓаат после да прашуваат. Доаѓаат ли често еве тука кај вас стрик? Многу. И тоа, знаеш како, жал ти е да му кажеш и да му речеш некој тежок збор. Па луѓе, ја неколку пати сум кажал за ова, дека треба да се прашува. Има на секој чекор, не само в чашија, по градот, сегде има златари. Не се прашај, без пари е, никој не ти наплатува за тоа. Зашто да даеш пари? И, кај го купив на улица? На улица нема злато, бе. По тезги има ли злато? Нема. Често пати кога граѓаните ќе бидат измамени, ќе купат лажно злато, има жик на тоа лажно злато и мислат дека е вистинско. Жик може и на железо да се стави. Еве пред малку нели ви кажав, завчера во саботата човекот не знам кај го има купено, оригинал. Тоа и златар. Ова е лажно? Лажно е, и златар ќе се излаже. Меѓутоа, тоа ќе дојде да се провери, да се каже како е, што е, па дали да го земе. Значи жигот не игра улога. Жик нема, има... А еве велите и златар ќе се излаже, значи со око не може да се забележи. Такви имитации прават, копија прават, што не може човек да верува. И што ни е потребно за да утврдиме да нема? Сега, прво ќе ви кажам на примитивен начин, после и апарат има. Да, за апаратот знам. Ова е киселина, претпоставувам? Да, специјално за 14 карата, бидејќи се 14, 22 каратни се монетите. На нашите монети што ги правихме, Рубин Кармин и Југославија кога бевме заедно, има жигови се става, ама и на монети има фалсификат. А на оние европските, што се светските, се не се става жиг. се 22 каратно. Има посебни киселини за посебно каратно злато? Да, од 8 карати па нагоре. Се има посебни киселини. Еве сега ќе земеме да провериме нешто, да ви кажам. Ајде. Каков е овој камен? Обичен камен. Или има разни, има стакло црно, има... Ајде, од тука ќе земем нешто. Значи, не е важно каков камен, важно е да биде црн пред црн за да се гледа. Да. Ајде ќе земем од тука. Ајде. Тоа е вистинско злато. Вистинско. Што правиме најпрво? Ќе го гребнеме тука. Еве може и да се снима. Флека правиме. Ова е вистинското. Вистинското. И сега ова нема ни да го прима каменот. Потешко се греб. Не ќе. Има голема разлика. Да земам нешто друго вака. Голема е разлика. Ако има нешто, чекај.
Сега само се става капка од киселината? Капка ќе. Врз камен. Сега ќе ви покажам секунда. Ајде. Еве и друг фалсификат. Види, ова е 22 каратно го продал, за 22 каратно На злато. вистина лажи изгледа. Види сега, ова тука ќе го ставиме. Потешко е. Сега. Да, сега се гледа. Се надавам се Може да забележимо. снимаш и од поблиску тоа, ќе се види Ајде да сега. покажем. А може ли ова да се направи во домашни услови? Мислам Кое? да се здобиат граѓаните со ваква киселина да набават од негде камен. Хемичар може да направи. Сега види се. Сега јас не приметувам толку разлика. Да ни објасните. Каде разликата? Отиде она што не е злато. Ова, Се второ? избрише, да. Малку стои. И тоа, не, сега отстоење. Може и да покажеме. Се бриши тоа. Ама пак треба да бидеме сручни да забележиме. Не, апсолутно. Јас не би забележала да толку. Бидејќи остави трак. Траг останува, злато што не се брише. Кој е другиот начин за Другиот откривање со апаратот ми споменавте? Со апарат, сега. Апарат може да набават граѓаните или мора Може, да... секој може. А кој е полесен начин? Мислам, Па види, поадекватен. ова е посигурно со киселината. Апаратот може да не излажа? Да бе, до сега не, ама тоа е техника. Ова е веќе директно. Да. Чекај, кај ми е. А кажете ми, освен злато, може за влажно сребро да се утврди на овој начин? Може. Само кај среброто не е проблем, луѓето не се бунат, оти многу ефтино е. Да. А иста начинот на утврдување или? Исти. Сега. Звисите, ништо. Може да пробаме и на вестинското? Сега. Направиме разлика. Сега. На тоа предпоставувам нема да титка на вестинското. Не, ќе титка, ама и со многу поголем звук. Батеријата при крај. Значи, ако е вистинско со поголем звук, И ќе се ова одрази. е и за драги камења и полудраги камења. А најсигурно ти ова окото не лаже. Ова може да ослабне батеријата и приближно ќе дојде звукот исти, ќе помислат луѓето, тука е. Ама најсигурно, посигурно нема да дојде директно на златар да прашува да се увери. Тоа е сигурниот начин да знае што купил. Верувам и за бело злато исто. 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 Златото е се исто и бело и жолто. Специфичната тежина е иста. Еве во пуст... Цената е иста. Порано беше белото поскапо, бидејќи поретко го имаше. Сега има доволно и така. Еве уште нешто да ве прашам за крај. Еве колку граѓани во последнава недела, во последниот период дојдоа токму за овој проблем. Кај вас и како да пробудиме таа свест да не бидат измамени од такви? Абе види, по медии треба да се јави, по вестници, сегдека, па вака да се дискутира стално тоа било каде, да се интересираат и тоа ќе се прошири. Да. Ви се И ќе случило се вас знае. како златар да бидете измамени? Да. Да? Да. Па пред има, Бога ми 7-8 години, ама тоа оригинал. И стара ми беше киселината, не бришеше убаво. Приблизно тука, ама не беше многу, добро, 1000 денари, ама луѓе... Не, за некој, да, 1000 денари. Ама и за 1000-карката, зашто да ја даваш? Да. Фала Богу. Тоа е тоа, тие се тие работи што треба да се... Чим- Без за било што и на пазар кога идеш, Да, за прво прашуваш за цената, после самото ќе видиш квалитетот и човекот ќе го осетиш дали е трговац, дали е Да. собственик. Тој што е собственик не те лаже, а овој ќе фали да го продава. Чиме вие сте биле измамени, дефинитивно треба многу да се внимава. Не треба да се мригава и тоа. Ви благодарам за сите овие корисни информации што не доциравте на оваа тема. Ништо, нема, нека кој сака, нека повели, ние без пари
Не само ја, никој пари не земаме, бидејќи ние со тоа злато треба да работиме. Токму така. Ви благодарам уште. Молам, молам. Ова беше мојот единашен соговорник Меджот Златар во старата скопска чаршија, кој што се надевам дека не едуцираше повеќе на оваа тема за тоа како да не бидеме измамени, односно да не се здобиеме со лажна злато.